Денеска со видов некако да видам и еве проблемите немаме. Има нешто со видот денеска. Јас планирам нешто да спомнам за видот. Вики се молеше, спомна Даниела за фокусот, така да ајде да останеме фокусирани. Да останеме фокусирани за да можеме да слушнеме, да разбереме, да прифатиме, да делуваме после тоа. Сите тие се поврзани работи, нема едно без друго. Еве, пробајте ги видите. Пробајте да разберете без да слушнете. Пробајте да направите нешто без да разберете. Така да, едно со друго се поврзани. Затоа нашиот живот не е никако склоп на околности само, него еден континуитет. И убаво е се што правиме да правиме континуитет. Убаво е да се фокусираме за работите. Ова што ја кажам не важи за Бог, за фокусот во Бог конкретно, но колку да е добар фокусот, знае да представува проблем. Освен фокусот во Бог. Значи, одма ставаме јасна дистинкција дека ова не важи за фокусот во Бог. Но се што ние се фокусираме во Бог, после тоа го спроведуваме во нашите животи. И така да, после тоа каде го ставаме фокусот, колку се фокусираме и колку стоиме врз тој фокус е многу битно. Имало еден експеримент, не знам која година, од некој доктор, ги викнал неколку партиципанти во експериментот и им пуштил на телевизорот видео со луѓе како играат со топка. И си подаваат топката и им кажал да бројат колку пат ќе подава топката и дали топката ќе падне. И подаваат луѓето, мислам дека биле десетина души, гледаат. Меѓувреме, во фокус на телевизорот се јавува човек преправен во гориво. Се прави на телевизорот прави да го снемува, пак. И после тоа ги вика докторот луѓето и ги прашува кој колку избрал и што видел. Никој не го забележал горивото. Зошто? Зашто биле фокусирани на целта. Биле фокусирани на задачата. И никој, ниту еден не го забележал горивото. И така треба да биде. Окото кога фокусира, не го знам кој е материјалот или својството на окото, но има еден дел каде што за да фокусира го потребува таа течност е некоја за да може многу да фокусира. И вика, научниците кажуваат дека ако целото око е од тоа составено, не само делот каде што треба да се фокусира, треба да имаме очи толкави. Да. А ние немаме толкави очи. И затоа фокусот е битен. Затоа и каде што требало фокус, таму се додело материјал плюс. Но што е опасноста? Понекогаш ние толку многу се фокусираме, што знаат другите работи да ни поминат без да ги забележиме. Без да ги забележиме. И ја не зборам за фокус на политичка, не знам, агенда. Зборам за фокус на човечка желба. Ние толку многу се фокусираме во нашата желба, што многу работи за нас во животот знаат да ни поминат без да ги забележиме. Затоа нека, како кажуваше Стивен, нека првите работи бидат секогаш први. А тоа е фокусот во Бог да не биде главен. А не фокусот за тоа што Бог треба да направи за нашиот живот. Зашто понекогаш тоа е наша пресметка. Ја верувам дека секој еден дошол до момент да го види тоа во тој живот. Дека многу работи се наша желба и идеја како треба Бог да делува во нашиот живот. И ние се фокусираме на тоа и не гледаме како вистински уствари треба да делува во нашиот живот. Затоа зборуваме очи широко отворени. Амин. Очи широко отворени. За да не ни избегаат моментите, за да не ни избегаат работите, зошто што ние сме се фокусирале само на нешто што сакаме да го видиме по секоја цена исполнето во нашиот живот. Така да, ако се фокусираме, нека нашата прва и последна
фокусна точка биде Исус Христос. Амен. Другото, ќе го испитуваме. Многу работи сме мотивирани да правиме. И многу работи не мотивираат. Сам човек тешко се мотивира. Ама капката на комшијата многу јако може да те мотивира. Сега интересно е што не се гради среќа на туѓа несреќа. Не се гради ни радост на туѓа мака. Али многу работи нас не мотивираат. Ние тешко го правиме тоа, тешко се мотивираме. Научителите докажале тоа дека кога птиците пеат, се караат меѓу нив за територија, за местоположба, за каде да се стават, за колку да заземат повеќе, а нас не звучи толку убаво кога птиците пеат. Така да понекогаш ни звучи толку убаво кога некој се кара, што треба да му кажеме стоп. Ова не е мотивот во мојот живот. Мотивот во мојот живот не е ни кога братот напредува, дека ради тоа треба да напреднам и јас. Го знаете на феномен македонски, ја верувам дека и светски, кога ќе купите нов телевизор и кога ќе дојде човекот, ќе ти каже еден збор за телевизорот и ќе ти каже 20 збора како он ќе купи подобар телевизор. Тоа е погрешен мотив во нашиот живот. Тоа е погрешен мотив во нашиот живот, што ја одзема желбата да бидеш креативен единично во твојот живот. А креативноста е многу главна и битна во нашиот живот. Креативноста е, можем да кажем, најбитна во нашиот живот. Зошто креативност има многу работи? Зашто те прави да си тој што вистински си. Ние имаме проблем со идентитетот како македонци, ја ако се родим, не знам, пред тоа татко ми го прашал, исти имаме проблем. И размислувам, видите колку е тешко кога имаме проблем идентитетски. Видите колку отпор даваме. Значи, идентитетот е многу битен. Како национален, така да идентитетот и во Бог. Тие се работи што се пресликуваат една со друга. Тие се заемни нешта. И ја верувам дека вистинскиот редослед е да се црстиме во идентитетот на Бог. И другото по дефолт, или по навика е тоа дефолт, повеќе, како по автоматизам. Ќе следува едно со друго. Мартин Лутер бил цврсто во откровението што го добил и затоа може да каже пред папата, јас стојам вака и поинаку не може. Се друго би било залудно. Колку книги сакаме да прочитаме, колку лектири, колку филмови да изгледаме, како се како се гради идентитет, како се гради, не знам, бизнис, како се градат личноста. Не се доволно ако појдеме во обратна насока. Ако не одиме од тоа да се градиме во Господ и да видиме кој ни е идентитетот во Бог. Но тоа не сме да не биде замка да занемариме сето другото, зашто ние знаеме дека сме Божи деца. Луѓе, ова нема никаква политичка конотација што ќе го кажам. Ова е чисто, не знам, чувство на припадност. Мене ме здоболе и секогаш ме здоболува кој ќе ме негираат како македонец. И највеќе ме здоболува кога тоа сакаат да го сведат на уставно загарантирано право. Ало, некој работи историјата на човештвото ги покажува. Историјата на твоето постоење ги покажува. Ние видоме колку уставот најде да биде променет. Колку работите светски знаат да бидат променливи и нестабилни. Тоа значи дека ние треба по нив да сменуваме. Тоа значи дека тоа нас треба да не одреди. Тоа е најголемата грешка и најголемата замка. Слушам одам на протести, мирни протести, такви ги признавам мирни, со свет гнев, да свикаш зашто не сме наивни, така кажа Даниела. Ние сме добри, но никако наивни. Што значи тоа? Го браниме тоа што го сакаме. Го браниме тоа што ни го дал Бог. Ја размислувам, ако јас се негирам самиот, или ако мене ме негираат, ја да дадам до ситуација да се прашувам, па зошто сум тогаш тука?
тогаш единствено би му се лутел само на Исус. А кога Исус не ставил тука, во овој контекст, во оваа граница, и со тоа име, ја Македонец, друг Албанец, трет, кој ги има околу нас, Србија, било кој, тогаш имам причина зошто да стоам тука и поинаку да не можам. Зошто да го сакам она што Христос ми го дал. Ние не сме фрлени од Господ. И ние не паѓаме од озгора. Па ниту даровите, ниту благословите, туку тие се симнуваат, тие слегуваат. Бог сака, има процес овдека каде што сме. Ако Бог те повика на друго место, тоа Бог те повика. Меѓу тебе и него е. Ти заврши мандатот тука. Некој појдоа зашто се откажа од борба. И ги разбираме. Не е лесно. Ние што сме тука знаеме дека не е лесно. Со многу работа. Но е благословено со Бог. Како да кажа? Павле вика, ем богат, ем сиромашен. Така да ова, ем не е лесно, ама ем па не е ни тешко. Поради тоа што знаеме кој сме и што сме во Христос. Амен. Единствено. Другите имаат друга основа, друга појдовна точка зашто да се борат. Но ако немаш оваа појдовна точка, ти колку и да си со исправни луѓе, уште има добри луѓе во светот, што да дворуник да работат за ние може да не струја. Без разлика дали се христијани, дали не се христијани. Го разбираме овој дел. Значи Господ оставил добрина на човештвото, да може да се повика човештвото на таа добрина, за да може овој свет да обстане така како што е. Но Бог повикал што? Да се пројава на Божите синови во вистинско светло, мислам и ќерки, секоја што кажам синови. Амин. Така да, уште има добрина, човек што има проблем со здравјето, што има проблем со фамилијата, да стане во 6 сатот, да отиде на работа, да заработи не само за него и за доброто на другите, и да се врати до уморен. И го прави тоа. Така да не е се предадено од страна на Бог, на ѓаволот во овој свет. Напротив, единствено нешто што победува на крај на денот е доброто. Единствено нешто што победува на крај на денот е Бог. И затоа Павле постојано и јас постојано го повторувам тоа дека Павле бил неуништлив. Но има зошто бил неуништлив. На неколку фази каде што Павле покажува дека бил неуништлив. Тоа се црстиот став на кој е во Христос, идентитетскиот став, што Христос направи на крстот и преку воскресението, така, дарежливоста во Христос, тие се неколку фази што тебе те прават бесмртен. Ти си бесмртен во Христос. Се разбираме која е фразата. Да не ти може ништо овој свет, да не ти може ништо тој проблем што се соочуваш, да не ти може ништо тој предизвик што го имаш во твојот живот. Амин. Мотивацијата, волја која стимулира напор за постигнување одредени цели. Волја која стимулира напор. Работам во дворот нешто сега, нешто попаметам. И знаете како, ние сме 3 пати ако јадеш здрав оброк, после кажуваш како треба да се живее. Така да, 2 пати покопав и кажувам колку е убав напорот на крај на денот да се... Ама ја тоа го знам од пред тоа. Знам што е физичка работа и нема подобро нешто од физичка работа за телото, да убедувам во тоа. Сум сигурен во тоа. Само треба човек да се пази. Што Јаните кажа, нема лошо време, има лош облек. Па тука негде се движат тие работи. Само човек треба да се пази. Инаку немојте го ни еден случај да се пазите од физичка работа. Толку е здраво и убаво за телото, и за духот, и за душата. Тоа чуда некој. Така да, тоа е напор.
Напор и во духовното. Напорот во духовното не е на сила да клекнеме да се молиме, не успех. Не, знаете колку пати јас барем така сум направил порано. Ќе нема да се молам неколку дена, а за да оправдам, само коленици се молам. Мислам да се разбереме. Но напор во духовното е кога ќе бидеш поттикнат од Бог, да не останеш само на поттикот. Да не останеш само на Божјата страна, само на Божјата перспектива. Таму пишува дека ништо не може да не одвои од Божјата љубов. Да, и јаме од Божјата страна. Наше, да го одржуваме тоа. Наше, не пишува дека ти не можеш да се одвоиш од Божјата љубов. Зашто што ти можеш? Не целосно, него можеш. Чекор по чекор, не бе Господ сигурно ми е луд. Кога ние нема да направиме 3 дена млавет со некого што правиме, како викаме? Сигурно ми е луд. И после се навреќаш на моменти каде си грешил, а тој човекот трска нема. Не памти ништо, тоа ништо разбира, само едноставно има повеќе работи, не може или тука бил постојано, ама ти не си направил чекор и ти си предпоставуваш и тие предпоставки уште некој ќе дојде, само ќе спомне нешто во сосема различен контекст, ама тебе ќе ти значи многу и отиде тој од нас. И треба после да се кара наново да се. Така да не правиме предпоставки повеќе кои што треба да правиме предпоставки. Амин. Тоа се опасни работи. Но што да правиме? Да се мотивираме меѓу нас, зашто тоа е волја која стимулира напор за постигање одредени цели. Колошјани 1:9. Ајде малце да зашуштим. Колошјани 1:9. Затоа и ние, од оној ден кога го чупме тоа, не престануваме да се молиме за вас и да бараме да се исполнувате со познавањето на неговата волја, со секаква мудрост и духовно разбирање. Што има врска едно со друго? Павле кажува, не престанавме да се молиме за вас и да бараме да се исполнувате. Ева акцијата. Во дадена потреба, молитва, акција, молитва. Во дадена потреба, барање. Стоиме цврсто и инаку не можеме. Бараме од Бог. Зошто? Зашто Бог ти го кажал тоа во твојот живот. А што правиме ние? Нашиот драг пријател Ријат пред долго години ми каже едно нешто што уште ми се врти у главата. Он може така му излезе од устата во моментот, пошто видел дека него примети дека е голема мудрост, но после тоа со години стана навистина голема мудрост. Вика, ние македонците или ние балканците и во маката не сме истрени. Вика, Ријат, ти не си свесен што кажа. Чиста вистина. Што не значи дека е лошо, да не се разбереме погрешно. Но тоа значи дека многу брзо знаеме да заборавиме и пода некој. Молитва, па не, гледам, не успева. Дај да фатам нешто, јас да сработам, тоа молитва не успева. Зошто ние ги косиме едни со други работите? Зошто ако не успева молитвата, ние се фаќаме за работа? И зошто тоа да биде замена за другото или обратно? Зошто правиме такви споредби и после луѓето ни викаат, ама не треба само молитва, вие таму само се молите, треба и работа. Ајде, ние не работиме. Или обратно. Но понекогаш ние им даваме таква причина да зборуваат. Зошто? Зашто ги косиме едно со друго. Молитва е молитва, работа е работа, сабота е сабота. Зошто да ги мешаме поимите? И така да ние понекогаш ни момаката не сме истрени. Затоа имам изрека, не мисли на забот. Тој те боли, ти не мисли. Одиот те видам, не мисли. И тука сум пишал дека, усвари, преку овој стих, Божјата волја е наш најголем стимулатор. Божјата волја конкретно сега, за твојот живот, може и треба да биде твој најголем стимулатор. Зашто понатаму? Тоа не значи дека ти ќе земеш под рака Библијата и дека само тоа ќе правиш. Зошто ги поврзуваме, кога зборуваме Божја волја, работите со, служење во црква, служење на Бог во контекст како што историјата на црквата одлучила дека се служи.
Па што прават луѓето што го познаваат доки што работат во државна болница? Што прават ако не го креваат нивото на свесност поголемо од побичните дека да, јас работам за пари, но Бог ми дава една друга служба што можам да ја споведам од дека. За луѓето кои имаат бизниси кои поддржуваат, не знам, црквите кои поддржуваат луѓето што имаат министри што прават нешто во Бог, а они лично не прават. Така да Бог не повикува таму каде што сме, да се издигнеме. И Божјата волја за нашиот живот да не мотивира и да не стимулира. Има разлика од мотивирање и стимулирање. Мотивирање е да ти кажам оде, стимулирање и некој да те даде. Двете работи поврзани е да направат, како кажува Малахија, да скокаш како еден кој се чините твои. Мотивацијата, како и се друго во животот, треба да се одржува. Се во животот треба да се одржува. Ама буквално се. Си направил нешто, било голем благослов, си го дочекал да го видиш и сега да го одржаваш. Господи, ти против мене си, сега ја овој гор да го одржавам, па дај сега те молам, дај ми некој човек што ќе може он да го одржава. Ти, Господе, лошо ми мислиш, 3 деца сега јас треба да ги одржавам? Дај нешто напред, децата сами да се гледаат да не можат. Значи, се што повикуваме во благослов, ако фокусот нездрав остане во тоа, се принашува во нашиот живот во проклетство. Ова е тешко, но да се кажем толку истинито. Затоа го зборев тоа за фокусот. Се што сме се молеле, сме се колеле, сме го виделе во исполнување. И сега толку цврсто го држиме во нашиот живот. Тоа се случи со Аврам, со детето. Истото тоа се случи со Аврам, со синот Исак. Синот поветувањето. Толку му стана обсесија. Требаше и мораше да биде раздрман. За да му се тргне фокусот, да не заборави. Луѓе, стварно ја не знам, ние сме многу понекогаш знаеме да бидеме, не знам дали ја зборам вистински малициозни, али многу мислиме силно за нас понекогаш, дека од нас се зависи, дека ние се можеме. Ова не е никако критички. Ова само сакам да доловам до моментот дека ако ние, порано тоа го слушав, сега некако помалку, знаеме дека чекано римјанинот што го земал за да го удри клинецот за Исус била сила од Бог. Тогаш со што ние би се палеле во нас? Со што ние кога знаеме дека се е од Бог? Ова не отежнува, ова сознание олеснува. Ова сознание дава издишка. Зошто? Зашто секогаш кога ќе се видиш несовршен во тебе, а се гледаш. Секој се гледа несовршен во некој работа во себе. Знае дека има некој што е застапник за него и што го гледа совршен, праведен и вистинит. Повистинит отколку ние што си гледаме вистините. И затоа кога гледаме во невидливото, да ќе кажам, не гледаме на празно, гледаме повеќе него што во видливото. Многу повеќе можеш да видиш во невидливото преку очите на верата, него на што гледаме видливо. Многу пореално и многу поблагослов ќе донесе него на што гледаме реално. Но видот е многу важен. Видот е многу важен. Амин. Затоа се молиме секој што има проблем со вид да се оди во името на Исус. Секој проблем со видот да се оди во името на Исус. И овој вид е многу важен. Многу важен. Многу работи ги взимаме за нас дека сме од тоа што гледаме. Што сме? Има нешто што можеби е појако од мотивација, тоа сум пишал инспирација. Ненадејна побуда за духовно творење. Мотивацијата многу пати е,
ќе ти каже нешто, ќе те мотивира, ќе те направи, а инспирацијата многу пати е ќе сакаш ти или ќе добиеш откровение духовно, намерно го пиша, духовно да можеш да твориш. Инспирацијата е како степен повисок од мотивацијата, зашто е вади од тебе целата креативност што имаш. И тоа не со тоа што ќе се споредиш со друг, него е вади од тебе креативноста што Бог ти е дал и најдобро во соодност со Него. Што значи тоа? Инспирацијата најповеќе доаѓа од Бог. Амин. Ние луѓето можеме и пробуваме, но инспирацијата најповеќе доаѓа од Бог. Ја мислам дека не е инспирација да се направи Калашников, иако е голем изум. Дека тоа е мотивација. Мотивација од потребата како да се победи другиот. Затоа не можеме да оставиме во инспирација, во духовна Божја инспирација, каде што ќе добиеме духовно творење. Но работи за доброто на овој свет, за нашето добро, и како биде инспирирани од Бог. Без разлика дали тие луѓе во моментот разбирале кој е Бог, што е Бог, дека он е патот, вистината и животот, некој многумина разбирале. Зашто најголемата свесност, кажаме на почеток, доаѓа кога ти си свесен дека Бог постои, дека Бог во твојот живот. Но многумина од нив, мислам дека има податок дека најповеќе луѓе атеисти и научници, 80% стануваат христијани во нивниот живот. Зашто се соочуваат со нешто. Се соочуваат со нешто што е поголемо од сето нивно. А големи работи прават. Мислам, батерија да се измисли, струја да се измисли. Фала им на Тесла и на Волта. Уживаме. Пронајди го во тебе талентот, дарот, повикот и умножувај. Не гостовај за подобри времења. Пронајди го во тебе, можеш да погледнеш во себе. Тоа го зборуваме цело време. Не треба некој, понекогаш треба, ако заборавиме пред се. Но ние не треба друг да ни каже. Зошто друг да ни каже ние секогаш? Зошто други да ни кажуваат? Зошто други судбина да ни прават? Зошто други овие работи? Па ние имаме со Господ однос. Ние се знаеме со Господ лично. Јас се знам со Господ лично. Вие се знаете ли со Господ лично? Да и јаме. Се знаете со Господ лично. Вау! Тогаш, Господе, кажи ми, кој е мојот талент да пишуваш? Мене толку многу ме инспирираше и мотивираше жената, како се каже, Емилија. Тоа кажам неколку пати. Во карантинот, Господе, што да правам? А што можеш да правиш? Што имаш? Пали си пенкал. А почни да пишеш. Толку било. Жената отвори издавачка куќа и над 20 нешто книги во 2 години се издава. Издава се. Толку едноставно. Што имаш? Па тоа е. Па што има? Секој различно. Према да, према повика. Да го дадеме, ама ние сме скажали да го не кажем. Не така туку даваме. Да го оставиме видливо и плюс да го множуваме. Тоа сега да го кажем преска. Ние толку многу ги сваќаме олако работите, што како само така може да биде поинаку од ние. Зошто? По Бога камења не сме фрлале. Од други повеќе не сме грешале. За малку трошка надеж, љубов, за малку. Да не има многу, за малку. Мислам, тоа е. Човекот не треба да биде пророк, за да го види тоа дека е во воздухот и да го отпее. Но не отпеано да го прифатиме како тако. Отпеано да го фрлиме како тако. Зашто после имаше таа песна, нема реклама за Бог да правиме, него песните се убави, имаше вера, надеж, љубов, нека останат во нас. Амин. За да може човекот на крај да каже, не на крај на животот, нека се поживее таа работа, уште. Но после сите тие работи да каже, види, има Свети Дух. Ја тоа
Тоа сум го видел со Господ. Знам што значи да се посети Светиот Дух. Па, Господ не остава ни еден равнодушен. Никого. Инспирација да твориш за Бог можеш да ја најдеш секаде, зашто се е Божјо создание. Немаме инспирација. Немаш желба. Немаш желба, инспирација да твориш, можеш да најдеш секаде. Можеш да најдеш во морињата, во реките, во шумите, во планините, можеш да најдеш и да тоа тебе. Божјо создание. Зашто нас не е полесно да планините убави ги нацртаме ги било што. Инспирација можеш да најдеш до човекот до тебе, ако го видиш Божјото дело во неговиот живот. Или ако не затвориш, или ако не затвориш очи, за да не го видиш Божјото дело во неговиот живот. Понекогаш затвараме очи, свесно затвараме очи, зашто треба да бидеме благодарни за истото после тоа. А тешко знаеме да бидеме благодарни. Се еден човек пред 2 дена се возиме во кола и нема што друго освен да се развие муавет за Господ или општо за работите што ги поседуваме, што ги имаме. И дојдаме до еден заклучок дека стварно тоа благодарноста била голема сила. Стварно тоа благодарноста била толку голема сила што и самите не сме свесни дека имаме во нас. Благодарноста воопшто не е лесна работа. Воопшто не е лесна работа. Напротив, многу е тешка работа. Да си благодарен. Да, благодарен сум, само сум благодарен. Зашто си ве човек благодарен? И не мислев ќе бидам благодарен, но да дам, ова да среди, ова да се направи, ова да се направи, улици да се направат, ова да се направи, а да може превозот да биде поевтин, се и на крај ќе бидам благодарен. Благодарноста повлекува благослови. Благодарноста не е единствено средство да кажеме фала само за благословите, но да повлечеме благослови. Зашто ние не живееме на стара слава, на благослово што сме имали и ние 20 години да кажуваме фала. Никој нема да кажува 20 години фала за нешто му случува во неговиот живот, освен за спасението. Макар и човек растеш, потребите растат, децата растат, исто потребите растат. Но благодарноста за тоа што Бог го направил во минатото, повлекува работи да прави во сегашноста и да имаш надеж за годината. Толку сила има во тоа благодарноста, не ли баки? Со ваки зборуваме. Толку сила има во благодарноста, што те прави исто така неуништлив човек. Благодарноста ја развива радоста во твојот живот. Колку си поблагодарен човек, толку си порадосен човек. А кога си радосен човек, пак никој не ти може ништо. Зошто? Зашто ти пред било што, пред да знаеш дека ќе се сретнеш со твојот брат или сестра, знаеш отприлика што те очекува. Ти пред одлучуваш да се радуваш за таа личност, без разлика како ќе поминеш на тој состанок со истата личност. Ако дојдеме во тоа да треба да сумираме, ќе видиме дека одлуката во нашиот живот игра голема улога. Голема улога. И одлуката лично и персонално паѓа врз нас. Доаѓа врз нас. Не може, ние би сакале, ама нема ефект. Се ние сакаме друг да одлучува за нас. Знаеш, бираме почви са, ај ти кажи, ај. Таа лекција научиме таму. Работеме на времето кај еден професор, беше директор на РЗЗ во тоа време и голем човек, поминал се и сешто. И одиме во станот нешто, ќе му кречеме, работеме. И му викам, он ми вика, саќе да ја сопругат и ќе каже како треба да окречете. Ја викам, не знам, блага се беше.
Господине, благоја, другата да каже, тука сте ќе каже такива, дете вика ќе разбереш. Ако не сакаш да видиш крив во животот, за се после, ќе се почекаш со другата да ќе каже. Знаеш зашто? Сопругата нема никој да биде крив. Има добра вештина да не биде крив. Така треба да биде. Не го да ќе се вадиме на понежен пол. Но ти секој ќе бидеш крив за се. И за претходното кречење, и за наредното што ќе биде кречење. Така да, многу сакаме друг, ама не, одлуката паѓа во нас. Така да ние денес, како колектив и поединечно, одлучуваме да стоиме вака и поинаку да не можеме. Сето другото ќе го менаџираме, сето другото ќе го согледуваме, ќе го управуваме, ќе го надгледуваме, ќе го уживаме, ќе го благословуваме, но од позиција дека стоиме пред Господ силни и поинаку не можеме. Амен. Може да се молиме. Татко ме фала за оваа служба, Господе, на служба што е повеќе од служба, Господе. Фала Ти за овој живот во изобилие што го имаме, Господе, во Тебе, да можеме заедно да дојдеме пред Тебе, Господе, и да Ти кажеме фала, да. Фала за се што правиш во нашиот живот, што ќе правиш и што си правил, Господе. Фала Ти, Господе, што можеме да кажеме благодарам за се оно што го немаме видено физички, не го гледаме во невидливото, Господе. Зашто Ти си не повикал во невидливото, Ти си не повикал во очините да вадиме, Господе, работи. Работи што другите не ги гледаат, ние да ги видиме, да ги донесеме за гледат благослов, не само за нас, не само за нашата група, него за Македонија, Господе. Фала Ти, Господе, што толку многу си не благословил да можеме цврсто да стоиме да кажеме јас стојам вака и поинаку не можем. Фала Ти, Господе, што навистина Твоите благослови е прелеваат чашата во нашиот живот. И, Господе, ние кога гледаме дека негде не се прелива чашата, ние ќе стоиме цврсто за тоа да се прелија чашата и кај човек. Да се прелија чашата и во таа црква, Господе. Деноминација, како и да нарекуваме, Господе. Да се прелее чашата, Господе, секако што го немаме видено во исполнување Твојот збор, Господе, за оваа сезона. Твојот збор за овој период, Господе. Твојот збор за ова време, Господе. Има време, има збор за војна, ние го бараме сега зборот за сега, Господе. И затоа стоиме цврсто и поинаку не можеме, Господе. Зашто Ти си не остилил, Господе. Ти си темелот, Господе. Ти си карпата на која стоиме. Ти си котвата со која сме котвили, Господи. Фала Ти, Господи, што сознанието за Тебе не прави проактивни во молитвата, проактивни во делувањето, Господи, проактивни во кажувањето на луѓето дека Ти си добар Бог, Ти си совршен Бог. Господи, јас барам разум сега во секој еден, кај што треба разум, Господи. Да навистина се вразуми до таа мера, Господи, да сите ние препознаеме тоа и кажеме да, ова е Божјо дело. Барам мудрост секаде каде што треба мудрост, Господи. Мудрост во власта, мудрост во позиција, мудрост во народ, мудрост во верник, мудрост во неверник, Господи. Зашто сонцето изгрева и за едните и за другите, и дождот паѓа и за едните и за другите, Господи. Господи, ја прокламирам исцеление на секоја една душевна рана што е нанесена во човек од сите случувања во нашата држава, но и во лично во животот. Господи, јас се молам за моите рани, Господи. Да, Господи, ова го признам. Ми недостига татко ми, Господи. Ја верувам дека сите сме загубили личности и не достигаат, Господи. Но цврсто сум сигурен и убеден. И стојам врз тоа. И не дозволувам тоа да ми ја размиша сигурното и стабилноста, дека татко ми и луѓето што ги загубиме се со Тебе. Затоа прокламирам секоја рана да биде исцелена од загуба,
Загуба на човек, загуба на финансии, загуба на куќи, загуба на пријателства, на другарства. Кажуваме стоп во името на Исус. Тато ти благодарам што не правиш луѓе што понаша нема да бидат стиснати и притиснати. Него ќе бидат широки градни луѓе. Луѓе што ќе нема да знаат за доста ако се работи за дарежливост и благодарност на нивниот живот. Зашто тоа е силата тоа што се ја ставил во нас. Фала ти, Господе, што ни ги изливаш мислите, Господе. И даваш сила да ги ставим по Твоите нозе, Господе, за да можеме да мислиме повеќе за другите него за себе, Господе. Зашто тоа е Твоја сила, Господе. Алелуја, Господе. Фала ти, Господе, што можеме да се наречеме Твои синови и ќерки, Господе. И тоа е единствениот идентитет, што може да им даде светлост на се другото во нашиот живот. Затоа ти благодариме во името на Исус.